Добродојдовте во урбаните вести. Следува прегледот на денот. Возилата ќе добиваат еко-налепници според тоа колку загадуваат. Загадувањето може да го поскапи паркирањето во центар. Скопските власти подготвени за зимата. Доделени сертификати на невработени лица за завршен курс за службеник за сметководство. Секое возило ќе добие еко-налепница со соодветна боја, според тоа колку го загадува воздухот и по потреба ќе се исклучува од сообраќај. Ова денеска го најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов по средбата со градоначалниците од скопските општини. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов на состанок за аерозагадувањето во главниот град информираше дека градот Скопје заедно со МВР иницира законски измени со кои при техничкиот преглед на возилата секое возило да може еколошки да се мапира и да добие налепница. Потоа градските власти ќе можат административно да ги исклучуваат возилата што реално придонесуваат за загадување на воздухот. Градоначалникот Шилегов потенцира дека првпат почнува системски да се решава проблемот со загадувањето, како на воздухот, така и на околината. Очекува предлогот до крајот на годината да помине пред Собранието на Република Македонија, а до крајот на другата година би можело да бидат мапирани возилата во еколошка смисла на територијата на целата држава. Како град Скопје иницираме заедно со Министерството за внатрешни работи измени на законот при техничкиот преглед на возилата да може секое возило еколошки да се мапира и да добие налепница. За да можеме потоа административно да ги исклучуваме возилата кои што реално придонесуваат кон загадувањето на воздухот. Тоа очекувам дека ќе можеме да го сработиме и во законска форма и да помине пред Собранието на Македонија до крајот на оваа година, како до крајот на другата година би можеле да ги имаме мапирано возилата во еколошка смисла на територија на цела држава и така административно да го забрануваме сообраќај за возилата кои што се загадувачи. Градоначалникот Шилегов појасни дека нема да има дополнителни финансиски импликации врз буџетот на граѓаните, бидејќи и така секој граѓанин врши технички преглед во текот на годината. Разликата, како што рече, е што при мерење на издувните гасови, што некаде се спроведува, а некаде не, ќе може да се категоризира возилото, каква и колкава количина на издувни гасови има и согласно со тоа да се мапира во еколошка смисла. Шилегов потенцира дека ова е само идеја и оти треба да се доработи. Секое возило би требало да добие соодветна боја на налепница како постојните што ги имаат при регистрација на возилата. Шилегов повтори дека како што ќе се зголемува загадувањето на воздухот, ќе се воведе скалесто зголемување на цената на паркирање, а ќе има намалување на цената на јавниот градски превоз. Како ќе се зголемува загадувањето во воздухот? Ќе воведеме скалесто зголемување на цената на паркирање, пратена со намалување на цената на јавниот превоз. Идејата е да ги стимулираме граѓаните да го користат јавниот превоз во тие денови повеќе, за да не плаќаат поскап паркинг. За на крај да дојдеме до една апсолутно висока цена на паркирање во централното градско подрачје, визави или во однос на бесплатен јавен превоз во деновите кога е критична загадувањето. Скопскиот градоначалник рече дека грејењето среднорочно ќе се реши со гасификацијата која, како што рече, веќе ја вети. Планирано е во следниот период да почнат разговори и преговори со операторот кој го користи централниот систем, со цел да се овозможи евентуално намалување на цената на парното грејење и стимулирање за приклучување на што повеќе домаќинства, од тие кои се откажале или никогаш не биле приклучени. Заменик министерот за животна средина и просторно планирање Јани Макрадули информираше дека сите анализи покажуваат дека доколку се примени само една мерка, не може да се намали загадувањето. Затоа ни треба интегративен пристап. Сите анализи покажуваат доколку се примени само една мерка, загадувањето не може многу да се намали. Затоа ни треба еден интегративен пристап кој што и го промовираме денеска. Пристап кој што значи зголемена контрола за време на техничкиот преглед, кој што е ингеренција на едно министерство, сачувување на зелените површини и урбаниот простор, што е ингеренција на друго министерство, преговори, договори како да го зголемиме бројот на граѓани кои се корисници на топлинскиот систем кој што е дел од локалната самоуправа,
помагање, субвенции од страна и од Министерството за животна средина, но и од локалната самоуправа и од бизнес заедницата кон ранливи категории за да може да го променат својот начин на загревање. Значи, апелирам на една заедничка акција, не само од државните органи, туку и од невладините организации, бизнес заедницата, медиумите, самите граѓани, да влеземе во еден процес да си го сочуваме Скопје и цела Македонија. Во контекст на решавање на проблемот со загадувањето и намалувањето на причинителите, Општина Центар размислува за поскапување на цената за паркирање во централното градско подрачје, што според општинарите ќе ги примисли граѓаните наместо со автомобил да користат друго превозно средство. Општина Центар ја разгледува можноста за поскапување на паркинг картата. Смета дека тоа ќе ги стимулира граѓаните да го користат јавниот градски превоз, со што значително ќе се намали загадувањето. Ваквата одлука, за која денеска разговара градоначалникот Саша Богдановиќ и ВД директорот на паркинзи на Општина Центар Вангел Андрески, нема да важи за жителите на Центар, ниту за оние што работат во централното градско подрачје. Како што информираат од Општина Центар, се договара и ослободување на тротоарите од паркирани возила, а проектот кој ќе значи поголема безбедност ќе почне да се реализира на улицата Орце Николов во Дебармало. Забрана за градење овие месеци, вертикални зелени градини и кула за прочистување на воздухот се решенијата за подобрување на квалитетот на животот и заштитата на животната средина во Општина Центар. Градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ најави инспекцијски контроли кои ќе ја потврдат валидноста, односно невалидноста на градбите од проектот Скопје 2014. Со промена на локалната и централната власт, на тапет е ставен и големиот проект Скопје 2014, кој ги подели мислењата и ставовите на граѓаните, но и на стручната јавност. Ставовите варираат од такви кои велат дека е добро што на Скопје му се случи овој проект кој привлекува и голем број туристи, но има и такви кои бараат преиспитување на валидноста на градбите кои се дел од проектот. Го прашавме градоначалникот на Општина Центар Саша Богдановиќ каква судбина ќе има проектот Скопје 2014. Веќе уште од денес и утре ќе започнеме неколку постапки преку секторот урбанизам, секторот за инспекцијски работи, каде што ќе ги проверуваме и спомениците, но и градбите кои што се започнати во проектот Скопје 2014, со кои што ќе сакаме да докажеме дека одредени законски процедури кои што биле започнати во изминатиот период не биле запазени, односно се заобиколиле. Но тоа ќе бидат дел од службите што ќе го работат. Ние сакаме воедно и во самата кампања ветивме дека ќе направиме комисија која што ќе направи функционална ревизија на целиот проект Скопје 2014. Со таа функционална ревизија ќе треба да ни произлезе што тоа се случувало за да овој мегаломански, а јас ќе кажам слободно налудничав проект биде направено, односно како е дојдено до тој проект, дека воопшто не се запазени некои основни права и закони. Градските власти потврдуваат дека подготвени ќе ги дочекаат првите снежни врнежи. Во моментов има залиха од сол во депоата на јавното предпријатие улици и патишта од околу 1300 тони и во тек е тендерска постапка за набавка на уште 3000 тони сол. Град Скопје е подготвен за одржување на магистралните и собирните улици на подрачјето на Скопје во зимски услови. Во моментов има залиха од сол во депоата на јавното предпријатие улици и патишта од околу 1300 тони и во тек е тендерска постапка за набавка на уште 3000 тони сол. Покрај солта и ладниот асфалт обезбедена е и техничка поддршка од специјалните возила на фирмата Apollo Engineering од Скопје со 15 камиони, кои се опремени со GPRS и ќе бидат ставени на располагање во текот на сезоната. Градоначалникот на Скопје Петар Шилигов на 30 октомври 2017 година ги одржа првите координации со градскиот штаб за одржување на сообраќајниците во зимски услови. Градот веќе има донесено програма за одржување на улиците во зимски услови за сезоната 2017-2018. Во програмата се предвидени сите материјално-технички и персонални решенија за одвивање на активностите во текот на зимата. Зимската служба е активна од 15 ноември до 15 март следната година.
Зимската служба ќе ја користи и механизацијата на јавното предпријатие Улици и патишта, кој е носител на активностите. Улици и патишта ќе се приклучат со 16 разновидни возила и машини, а на располагање е и механизацијата на останатите јавни градски предпријатија. Доколку има потреба, има предвидена и резервна механизација, која би се вклучила во услови на големи и постојани снежни врнежи. Пунктовите на зимската служба ќе бидат стационирани во Ѓорче Петров, Бутел и на булеварот 3 Македонска бригада. Точно се утврдени и приоритетните точки на кои ќе се интервенира во првиот бран на расчистување на снегот, како и пред важните установи. Во планираните активности ќе се вклучат и сообраќајната полиција, инспекцијските органи, граѓаните и стопанските субјекти, кои треба да ги обезбедат условите околу своите живеалишта и деловните простории, со личен придонес за создавање на оптимални услови за живот во зимската сезона. Покрај градските власти потребно е да се координираат и скопските општини, кои најнапред треба да ги реализираат сопствените обврски на улиците кои се во нивна надлежност и за кои се задолжени да ги одржуваат во зимски услови. Со програмата за одржување на магистралните и собирните улици на подрачјето на град Скопје во зимски услови за сезоната 2017-2018 година, предвидени се околу 44 милиони динари во делот на активностите на јавните предпријатија. 210 лица, од кои 167 жени и 41 маж, активни баратели на работа во Агенцијата за вработување на Република Македонија, беа дел од 4-месечната обука што почна да се спроведува на 15 јуни годинава за добивање сертификат за завршен курс за службеник за сметководство. Целта на овој проект е зголемување на работоспособноста кај младите до 29 години со зголемување на работното искуство. Денеска во Агенцијата за вработување на Република Македонија беа доделени сертификати за невработени лица кои успешно го завршиле курсот за службеник за сметководство. Курсот е дел од обуките за задоволување на поверуваните занимања на пазарот на труд финансирани од Европската Унија. ИПА проектот Поддршка за вработување млади представува интегрирање на млади луѓе на пазарот на труд преку зголемување на работоспособност кај невработените млади луѓе до 29 години, со зголемување на работното искуство, вработливоста и поддршката за самовработување. Раководителот на Центарот за вработување на град Скопје, Борче Божиновски, кој им ги додели сертификатите за успешен завршен курс на невработените од Скопје, заедно со представникот на образовниот центар Визија, Андријана Илиевска-Додевска, рече дека е убеден од овој проект во комбинација со сите други мерки што ги има Агенцијата за вработување ќе ја намали стапката на невработеност. Обуката на сите учесници им овозможи стекнување вештини и знаења за занимање за барање на пазарот на трудот, а по завршување на обуката и проверката на стекнатите знаења се стекнуваат и со соодветни сертификати за знаењата што сте ги добиле во текот на обуката. Убеден сум дека овој проект во комбинација со сите други мерки кои што ги има Агенцијата за вработување ќе намали стапката на невработеност на пазарот на трудот, како и ќе допринесе за подобрување на вештините и знаењата на учесниците кои што бевте дел од оваа мерка. Со 4-месечната обука што почна да се спроведува на 15 јуни годинава беа опфатени 210 лица, од кои 167 жени и 41 маж, активни баратели на работа во Агенцијата за вработување на Република Македонија. Од нив 79 жени и 21 маж од Скопје. Битола Штипи Куманово ја посетува обуката службеник во книговодство, што ја спроведуваше конзорциумот Полипроект, ЛАРТ и образовен центар Визија. А по 40 кандидати обуките за шминкер, масер и негувател или негувателка за стари и немокни лица во домашни услови. Покрај нив беа обучени 220 лица за напредни IT вештини. Обуката ја посетувале кандидати кои веќе имале завршено средно или високо образование од областа на економијата, но без практично искуство што им било голема пречка при барање на работа, како и лица од други струки и профили кои подолго време барале работа. Општина Киселавода денеска го доби новиот претседател на Советот на општината Дарио Симиќ од редовите на СДСМ. Градоначалникот на општината Филип Темилковски на конститутивната седница потврди дека општината ќе работи во корист на сите граѓани на општина Киселавода. Советот на општина Киселавода денеска ја одржа конститутивната седница, на која беа верификувани мандатите на 23-цата нови советници и беше избран претседател на Советот Дарио Шимиќ од редовите на СДСМ.
Шимик, како што изјави, очекува успешна соработка со сите членови на Советот од сите политички партии, во интерес на сите граѓани. Новиот Совет го сочинуваат 12 членови од коалицијата предводена од СДСМ и 11 од коалицијата предводена од ВМРО ДПМНЕ. На конститутивната седница се обрати и градоначалникот Филип Темилковски, кој очекува добра соработка со Советот во интерес на сите граѓани на општина Кисела Вода. Очекувам дека во наредните 4 години или во текот на мандатот ќе имаме фер и коректна соработка со сите представници кои се тука во Советот на општината Кисела Вода и дека ќе работиме во интерес на граѓаните. Очекувам дека за покрупните работи кои се во општината ќе се договараме сите заедно за да може да покажеме единство према граѓаните и да може општината да ги донесе крупните одлуки заедно и во интерес на сите. Двајца советници ја напуштија советничката група на СДСМ во општина Бутел, што предизвика пресвртеница во текот на работењето на општинскиот совет, а тоа пак придонесе за неможност да се избере претседател на советот. Неочекуван пресврт во Советот на општина Бутел се случи на првата конститутивна седница. Имено, пред да се усвои дневниот ред, пресвртот на седницата го направи Чедо Николовски од Социјалдемократската унија, инаку коалиционен партнер на СДСМ, кој објави дека тој и советничката Анкица Поповска од Либералната партија на Македонија, исто така коалиционен партнер на СДСМ, ја напуштаат коалицијата и ќе действуваат како независни советници. По ова, советниците од СДСМ предложија од дневниот ред да се симнат точките што се однесуваат на избор на претседател на советот. За ова нивно барање гласаа само 7 советници, 6 од СДСМ и 1 од ДУИ, додека за предложениот дневен ред се изјаснија 8 советници на ВМРО ДПМНЕ и двајцата независни, а двајцата советници од БЕСА и Алијансата на албанците беа воздржани. На конститутивната седница беа верификувани само мандатите на советниците, а за претседател на Советот на општина Бутел ќе се одлучува на наредната седница, бидејќи до кандидацијоната комисија не беше доставен ниту еден предлог за избор на претседател на Советот на општина Бутел. Со седницата претседаваше највозрастниот советник Мирче Тодоровски од редовите на коалиционата листа на ВМРО ДПМНЕ. Со цел подобрување на образованието во Македонија и поголема вработеност на возрастните лица, се спроведуваше проектот Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за стручно образование и обука и образованието на возрастни. Во рамки на проектот се обучени повеќе од 800 лица од образовниот сектор и направени се првите чекори во насока на создавање на модуларен систем на образование. Подготовка на стратегијата за образование на возрастни и на првата национална стратегија за доживотно учење 2018-2022, како и прилагодување на наставните програми за потребите на пазарот на трудот, се дел од резултатите на проектот Јакнење на доживотното учење преку модернизација на системот за стручно образование и обука и образованието на возрастните, финансиран од Европската унија, за кој денеска во Скопје се одржа завршен настан. Проектот е имплементиран од Британскиот совет и неговите партнери од конзорциумот, а главен корисник на овој проект е Министерството за образование и наука. Во своето обраќање министерката за образование и наука Рената Дискоска истакна дека главна цел на проектот е воспоставување динамична релација помеѓу образованието и промените во социјалната сфера и пазарот на трудот. Резултатите од овој проект кој што денеска го промовираме секако ќе бидат искористени во продлабочувањето и подобрувањето на квалитетот на средното стручно образование и секако доживотното учење. Зголемувањето на можностите за вработување на Унија со завршено средно стручно образование и обука ќе биде постигнато преку прилагодување на наставните програми за да ги задоволат реалните потреби на работодавачите и трендовите на пазарот на трудот. Во рамки на проектот беа подготвени стандарди на занимања, стандарди на квалификации и наставни програми за стручно образование, а беа обучени повеќе од 800 лица од образовниот сектор. Направени се првите чекори во насока на создавање на модуларен систем на образование, каде што фокусот е ставен на самиот ученик и неговата подготовка да биде покомпетентен на пазарот на трудот. Во поглед на образованието за возрастни во рамките на проектот е подготвена стратегија за образование на возрастни 2018-2022. Ревидирани се 15 програми за образование на возрастни, а беа сертифицирани и 48 обучувачи на возрастни лица. Во рамките на проектот е подготвена и првата национална стратегија за доживотно учење 2018
2014-2022 во Македонија. Резултатите од проектот според Министерството за образование и наука ќе придонесат кон тоа младите луѓе кои имаат завршено средно стручно образование полесно да најдат работа, а оние над 18 години да имаат повеќе можности за стекнување на дополнителни компетенции. Со цел овозможување на работно ангажирање на две лица за потребите на Сдруженијето за деца со посебни потреби во Мојот свет, општина Аеродром донира 300.000 динари. Градоначалникот на општина Аеродром Златко Марин одобри 300.000 динари за Сдруженијето на граѓани за третман на лица со аутизам, АДХД и Аспергов синдром во Мојот свет и најави продлабочување на соработката. Како што информира општина Аеродром, градоначалникот се сретнал со представниците на Сдруженијето и се запознал со нивните потреби. Сдруженијето во Мојот свет има потреба од финансиска поддршка за вработување две лица во втора смена, за што градоначалникот Марин одобрил 300.000 динари. Марин се заложил да помогне и за простории кои му се потребни на Сдруженијето. Градоначалникот и представниците на Сдруженијето дискутирале и за организирање меѓународна конференција за оваа проблематика. Сдруженијето во Мојот свет веќе соработува со градинките и училиштата од општина Аеродром во сферата на едукација на кадри. Регионалниот центар за управување со кризи ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат делови од општините Цинтар, Киселавода, Карпош, Газибаба и Чучер Сандево. Електрична енергија поради технички зафати утре нема да имаат делови од општините Цинтар, Киселавода, Карпош, Газибаба и Чучер Сандево. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи, од 8:30 до 12 часот и 30 минути без струја ќе останат корисниците од делот булеварот Партизански одреди, меѓу булеварот 8 септември и улицата Франклин Рузвелт и корисниците од дел од улиците Каирска, Анкарска, Римска, Алжирска, Бахар Моис, Њуделхиска, Наум Евро, Дрезденска, Атинска и Багдадска во Карпош. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од дел од фирмите на Качанички пат и останатите објекти во нивна близина, како и корисниците од улиците број 8 и број 2 во Чучер Сандево. Од 8:30 до 15 часот без струја ќе бидат корисниците од сите објекти во поранешната стакларница и фирмите во нејзин склоп. Од 9 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од улицата Стив Наумов, бројвите 75 и 61А во Газибаба, а од 9 до 14 часот корисниците од дел од улицата Дебарца во Центар. Во наредните 2 дена ќе настапи приодно стабилизирање на времето, а од викендот следува период на променливо облачно време со повремени врнежи.
Уште една информација пред да се одјавиме. За утре е најавен можен штрајк на граничните примени со Грција, информира Автомотосојузот на Македонија. АМСМ навидува дека штрајкот ќе почне утре во 5 часот и ќе трае до 23 часот на граничниот премен до Иран, а на премените Ники и Евзони до 5 часот на редниот ден. Со оваа информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.